После Великден, мислам дека ни треба на сите малку да се одмориме од јака храна, од сето она што не исполни периодот кој го имавме. Јас се надевам дека во следните години ќе имаме поинаква средина, односно ќе победиме оваа пандемија, па Великден ќе го прославиме онака како што сме навикнати на семени, трпези, богати и полни со луѓе, но овој пат се надевам дека останавте одговорни, останавте во кругот на вашето семејство, односно луѓето со кои живеете и ги почитувавте мерките и помогнавте да ја надминеме побрзо ова зло кое не се случи. Денеска не знам дали ќе ви се допадне, но хронорецепти. Пред неколку дена ги обработив што значи мени од 1500 калории и како тоа може да го подготвите, само предлог за еден ден, односно сакав да ве охрабрам како да си ги подготвувате дневните менија во исто време, а при тоа да имате разноврсна храна во текот на денот. Хронопринципот е малку поразличен. Хронопринципот функционира на база на внесување на повеќе протеинска исхрана, односно намалување на внесот на јаглени хидрати и одредени правила кои мора да се почитуваат. Во хроноисхраната има два периода: рестриктивен и потоа оној кој е одржлив период, односно хроноисхрана. Хроноисхраната се базира на неколку едноставни принципи. Сложени јаглехидрати кои доаѓаат од ржано брашно, односно житарки кои не се на база на пченица. Потоа не се конзумира овошје, ниту овошен шеќер, ниту скробен шеќер од типот орис и слично. Скробот се конзумира исклучиво од сабајле, кога доручекот е многу богат, каде имате лепче, денеска ќе подготвиме едно предлог за хронолепче. Потоа имате 5 часа пауза помеѓу следниот оброк и имате 3 оброци. Денеска ќе ги направиме сите 3 чисто како еден предлог за кој можеби ќе ве охрабри да почнете да го применувате овој режим. Хронолепчињата се многу едноставни за правење, бидејќи се како мафин тесто. Не мора да бидејќи внатре не ставаме ржаното брашно, не може да се подигне од квасецот и за подигнување ќе користиме пециво и сода. Имам ржано брашно, имам пециво, сода и ќе ставам сол за убаво. Треба да ви биде вкусно, бидејќи ржаното брашно само по себе има појаткаста, потегава текстура. Ќе ставам убаво сол, затоа треба да биде вкусно. Ќе промешам, ќе го збогатам со семки. Семки кои се дозволени во хроноисхраната. Имам чија семе. Ќе оставам малку за декорација до згора. Чија семето ќе набабри со помош на водата, ќе биде баш еден интересно изненадување внатре. Имам ленено семе, малце ќе оставам за декорација. И малку суса. Исто така, дел за декорација. Ке го месам со помош, знаете дека јајце исто така дозволено, има хронолебови кои се прават на база на јајца. Јас ќе искористам денеска кисела вода и лимон. Лимонот ќе му даде удар на пецивото и на содата внатре, киселата вода дополнително ќе помогнат да добиеме таква посунгираста текстура. Ставете ја течноста. Гледате како почнува да пени. Тоа е допирот на лимонот и киселата вода со пецивото и содата. И само измешајте. Толку. Треба да добиете тесто налик мафин, не е ова тесто кое се меси. Затоа ќе искористам куглов за да ми изгледа убаво, заради тоа што она што мене ми е главен принцип кога сум на диета, е храната мора задолжително да ми изгледа убаво, заради тоа што од старт имам отпор дека нешто е диетално, дека нешто ми е забрането и затоа сакам да биде баш симпатична. Само соединете ги состојките. Имам куглов и бидејќи сакам од долната страна да биде се убаво декорирано, ќе ставам прво масло. Маслиново, во хроноисхраната е дозволено маслиново масло и лимон. Не знам дали знаете, него во хроноисхраната сите салати и сето она што како свежо го конзумирате, дозволено е да се зачини само со лимонов сок и со маслиново масло. Тоа е здраво, нели во секој случај. Ќе ставам од семенките кои ќе се залепат на површината кога ќе го превртам кугловот, чија семе. И ленено семе.
и ќе ја префрлам целата смеса внатре. И оди во рерне. Од прилика 30 до 35 минути и како и сите интегрални лебови, потоа одмара 10-15 минути пред да биде исечено, а ние се гледаме со предлог ручакот за денес. Предлог ручак за денес батаци. Хроноисхраната се базира на протеин. Најчесто, можете да јадете и свинско, и телешко, и пилешко, јас ми сиркино, апсолутно. Доколку изберете да бидете вегетаријанска варијанта, може да се фокусирате на печурки, но јас денеска избрав батаци. Црното месо во пилешкото ми има исклучителен вкус, а дополнително што кожата кога ќе се потпече ќе биде еден екстра вкус што малце ќе ве отрне од идејата дека сте на диета. За да ги подготвите овие батаци, ги печеме класично, како што сите си печеме дома, но ќе ги спозачиниме со зачини кои се дозволени во хроноисхраната. Имам од моите кесички од карез, кои ми дозволуваат да маринирам без при тоа да создавам отпад. Имам пилешко месо, го измерив онолку колку што ви е потребно, мислам дека тука има околу 350 на грама пилешки батаци. И полека ќе ги зачиниме. Секако ќе користам путар презеден. Она што е добро, и знам дека ве воодушевува во хроноисхраната, што путарот е дозволен за конзумирање. Дури е препорачливо да се конзумира путар, односно млечна мас, заради тоа што дополнително ги подобрува ефектите од хронодиетата, односно го става организмот во таа кетоза, нели, која го предизвикува топењето на мастите. Ќе ставам путар и ќе го стопам, заради тоа што сакам да биде маринада. Президен солен користам денеска. Ќе го стопам само за да си помогнам, за убаво да ми ги облее батаците. А во меѓувреме можам да продолжам со маринирање. Ќе ставам масло малку, сол од моето зенчиновче, за да ми биде убаво и слоевито засолено, плюс кожата да биде баш првиот удар солен кој ќе го доживеете. И путарот е веќе готов. Се подрастопи малку. Ќе го смешам со вода, малку вода, бидејќи сакаме малку да ги издинстаме батаците. Внатре ќе ги покриеме со фолија додека се печат. Имам сенф, и сенфот е исто така дозволена состојка во хроноисхраната. Можете сите лепчиња да ги премачкувате со сенф и путар, за да го подобрите вкусот. Натре ќе ставам лимон, за да го направи понежно месото и да режливо. И имам неколку зачини. Имам свеж рузмарин, ќе ставам, овој ми е баш млад од мојата градина и можам баш да си дозволам целосно да го ставам, ќе се растопи, нежни ливчињата се, доколку е постар трвенести се и сецкајте го. Ако не сакате да ви биде изненадување во залаците. Имам копар, имам мајоран, малку чили, за да го имате еден удар на луто, и црвен пипер. Промешајте се. Ќе го ставиме врз пилешките батаци. Ќе затворам за да можам убаво да ги измасирам. Убаво скроз. Да бидат облеани во зачини од сите страни. И ќе насечкам кришки лимон, за да направам основа врз која ќе ги ставам батаците. Имам тавче за печење. Ќе го намастам со
секако со президент путер, да не ми се залепат. Ќе ги наредам кришките лимон. Ви кажав дека лимонот е дозволена состојка во хроноисхраната. И натре ќе ги ставам батаците. Имам уствари еден батак и едно копанче. Таква ми е. Внимавајќи на количината и целата маринада, ќе ставам убаво врз целото пилешко. Ќе му ставам фолија и оди во редно од прилика 30 до 40 минути на пониска температура. Печете ги од прилика на 180 до 200 степени, односно полека да се дисаат во маринадата која подготвивме. Следно вечерата, салатата за ручекот и целокупното дневно мени во хронопредлогот за денес. Направивме леб со кој потоа ќе направиме доручек, а сега е време да ви ги спремам салатите. Салатите кои се дозволени во хроно се малку различни од она што сме навикнати да го конзумираме. Односно салатите се оброк, дел од оброкот. Направивме пилешко кое се пече во рерна, а она што јас сакам најчесто да го правам и мојата Светле ме научи на една многу интересна финта секогаш кога сакам храна да конзумирам, тоа е да можам да направам салати во тегли, односно да си изрендам зелка, морков, цвекла и да ги наредам незачинети во тегли. Така секогаш кога одам на работа можам да земам по една тегла, да купам во некој од маркетите испечен стек или не знам да си спремам од дома и секогаш да имам хроноручек. Денеска ќе го искористам нејзиниот предлог, бидејќи е апсолутно соодветен за хроноисхраната. Имам 2 листа марула салата, кои мислам дека одлично ќе одговараат со пилешкото месо. Имам рендано цвекло, многу мразам да рендам цвекло, да обработувам цвекло, а за среќа пакет МК може да ви достава до дома и веќе изрендано цвекло. Во нивната пилјара имате и таква можност за сецкана салата, готова салата, така да не ви бидат ноктите и прстите исфарбани во следните денови. Имам еден морков, мислам дека половина ми е доволна за оваа количина. И ќе ставам свежа, пролетна, убава зелка. Ја зелката сакам да ја конзумирам сечена. Татко ми морам да ви кажам дека е најдобар мајстор за сечење зелка, толку ситно ја сече како рендана, а јас ќе се обидам да направам баш тенки конци. Зелката е нели направена од листови, доколку го погодите сечењето, може да направите нешто налик рендање. Кога е изрендана, така некако ми се стопува со вкусот, пушта многу вода. Ова е предлог салатата која јас би ја конзумирала со ручекот. А за вечера ќе ви подготвам многу едноставна туна салата, каде што мене ми е навистина толку често на дневното мени. Значи, обожавам туна салата, морам да ви кажам дека многу често конзумирам туна салата и секогаш ми се само варијација на тема, меѓутоа се одличен извор на протеини и одличен додаток за хроноисхраната. Секогаш вечерата треба да ви биде малку полесна од ручекот и до ручекот и треба некаде од прилика кај 6-7 да завршите со јадење. И по правилата на хрона, салатата се зачинува исклучиво со сол. Секогаш исто така контролирана количина на сол, јас ќе ставам еден прстофат, маслиново масло, и сок од лимон. Тоа е единствено нешто што ви е дозволено во хроноисхраната за
зачинување на салати, мислам дека е доволно лимонот. Не за џабе секогаш го користиме и цел живот користиме и зачинуваме салата со масло и со лимон. И тоа е предлогот за ручекот. За вечерата сакам да направам една малку побогата салата, каде што повторно основата ќе искористам марула. Доколку сакате да ви биде посуштински богата салатата, искористете различни типови на зелени листови. Во пакет МК ви кажав дека може да порачате, имате од оние мешавини кои имаат внатре и листот цвекло и спанак, значи сето тоа е дозволено во хроноисхраната. Јас денеска обична марула ќе искористам. Имам едно младо кромитче. Туна без кромит ми е апсолутно забранета за конзумирање. Добро е што е за вечера. Конзумирањето на туна салата со кромит, ама навистина не можам да ја сконзумирам. Буквално кога ми е сервирана без кромит, ми ги нема сите елементи на вкусот и не ми се допаѓа, морам да ви кажам. Така што јас немам проблем да ја конзумирам. Имам цела краставица, целата ќе употребам заради тоа што ви треба суштински да вечерате. Краставицата е една од најнекалоричните зеленчуци што може да ги сконзумирате и да бидат дел од вашата исхрана. Богата е со вода, најголем процент е вода, има калиум, исто така, многу е здрава за вас. Ја користам со се лушпа, убаво измиена, заради тоа што многу вкусови се концентрирани баш во лушпата. Ние некако не сме навикнати да конзумираме традиционално ја лупиме, но мислам дека тие трендови на користење на краставицата со се лушпа навлегуваат и кај нас, башка подобро изгледа, нели на начинија кога ја имате со лушпата. И ќе ја наредам на чинијата. На средина ќе ставам 80 грама туна, ќе го искористам нејзиното масло. Ова е туна во маслиново масло, повторно дозволена во хроноисхраната. И на крај 3-4 црни маслинки, за да имате дополнително поубав вкус. Повторно зачинуваме исклучиво со маслиново масло, сол, лимон. Туна и лимон е исто така една совршена комбинација. И свежо мелен бибер. Ќе го завршам пилешкото, ќе го испечам лебот и ќе ви ги сервирам сите оброци кои јас сметам дека треба да бидат дел од вашето хрономени. Пилешкото е готово. Го ставив за малку да ми ја здуши салатата, бидејќи така ќе го конзумираме. Го премачкав малку од сосот од озгора и хронолипчето е готово. Направено во кугло, ви кажав дека го правам затоа што сакам поубаво да изгледа. Го одморив од кога го извадив од рерна, веќе е топло за конзумирање, но може да се расече, бидејќи ви кажав дека хронолебовите или сите оние интегрални лебови се готват отпосле. Сега малку за принципите на хрона. Кажавме дека скробот, односно се што е леб, може да се конзумира наутро. Од прилика, јас сметам дека е тоа доволно, вие ако сметате за повеќе, слободно исконзумирајте повеќе, мислам дека се доволно околу 3 парчиња од убавиот хроно леб. Мислам дека имам баш заборавам што све карес ми носи, имам оригинален убав нож за сечење леб од програмата Duo. Мислам дека се може да ги најдете и на онлайн страната на Карес, а исто така и во нивните прекрасни продавници кои се како Дизниленд за мене. Морам да ви кажам дека влегувам и не можам да излезам со нештото по кое сум тргнала. Толку преубави работи имаат.
и мислам дека 4 парчиња би биле доволно. Лебот кој е направен од ржано брашно, на вистина заситува. Внатре ставивме чија, не знам дали може да забележите. Чијата што има направено, таа е направена како таа прави една лигава текстура околу, односно прави течноста која ја ставивте да добие текстура на пудинг. Тоа го прави лебот да биде исклучително мек и сунгераст и додека е топол, затоа што ова е единствената диета каде што президент Путаров ви е дозволен во неограничени количини, ги примачкам со убав путар, затоа што ви е дозволено путар на топло лепче, па јас не знам дали постои нешто по фино што може да се исконзумира. Намачкајте убаво количина на путар, ароматизирајте го лепчето. Ете и буни го намириса президент. Лепчето е многу топло, путарот ќе се стопи. Ставете малку лук во прав ако милувате, ако повеќе ви се допаѓа вкусот. Јас ќе искористам денеска пршута и пршутата и сувомеснатите продукти ви се дозволени во храна, но внимавајте да користите квалитетни сувомеснати продукти, бидејќи на тој начин ќе се заштитите од конзумирање на непотребни адитиви. Така што пршутата е една од поздравите месни продукти кои може да ги користите. Имам убава свинска пршута, која ќе ми го ароматизира дополнително лепчето. Убаво ќе ја наместиме, да ни изгледа убаво, нели? И на крајот, апсолутно, она што ви е дозволено, исто така во доручекот. И последно што јас би ставила како додаток се црни маслинки. Мислам дека прекрасно ќе дојдат во оваа комбинација врз лепчето и ќе бидат едно совршено залче. Во хроноисхраната не броиме калории, односно може да конзумирате сето она што е дозволено во рамките на програмата, односно повеќе се фокусирате на масноти, на протеин и ги почитувате оние прости правила на конзумирање на храна на секој 5 часа. Исто така, забрането е конзумирање на вода или пјалоци после половина час по конзумирање на оброк. Не се дозволени алкохолни пијалоци, не е дозволено ништо што содржи било каква форма на шеќер, бидејќи доколку ја прекршите, многу луѓе знаете кога почнуваат со диети, викаат ама само една лажичка пченка изедов, а пак не можам да ги постигнам резултатите. Тоа е заради тоа што некои диети се базираат на принципот на кетоза, односно на ставање на организмот во одредена фаза и состојба, каде што процесот на слабење ќе се поттикне. Само да подрасчистим, се гледаме со сите оброци на крај во одјавата. Трите предлози се надевам дека ќе ви дадат идеја како да подготвите 3 различни оброци и лесно да си ги поминате деновите во детокс, односно на некаков вид на диета. Следно ќе ви покажам, мислам дека во следните емисии како да подготвите кето оброци, тие малку се разликуваат од хрона диетата, а до тогаш останете ви добро. Им благодарам на нашите пријатели Карес, Президент, Пакет МК и Бебел, кои вака прекрасно ме облекуваат и знам дека ви се допаѓа бидејќи ги читам сите ваши коментари кои ви ги праќате. Ви благодарам за сите комплименти. Останете ми добро, чувајте го вашето здравје, останете одговорни, однесувајте се одговорно за да ги победиме сите овие предизвици кои не затекна. Сека е добра.